По повод Светскиот ден на туристичките водичи, кој што е утре, имаат или организираат бесплатен разглед на градот Скопје. И тоа не само од натрешноста, сите оние кои што сте и од Скопје, кои што сте немале време, а утре е убаво времето, можете да се одвоите, еве сега ќе ви информираме како и да ги разгледате знаменитостите на Скопје, но и од туристичките водичи да дознаете, се разбира, многу повеќе информации за објектите кои што се во план да се разгледаат. Сите тие планови кои што тие ги планираат за утре, ќе ги дознаеме од Елвир Садиковиќ Вили. Добре ни дојде во утринската неделна. Добро ви најдовме. Иначе подпредседател така на Македонска асоциација на туристички водичи и придужници. Ајде за ова се што јас го наметнав како прашање. По повод Светскиот ден на туристичките водичи кој што се слави во светот 21 февруари, Македонската асоциација на туристички водичи и придужници донесе одлука во сабота на 19 февруари со почеток во 12, 13 и 14 часот, три различни термини имаме, да организира бесплатен разлет на градот Скопје. Добро. Ги напомна трите, извини. Да, трите. Појасниме зошто се тие три. Појасниме затоа што за тие кои што ќе дојдат во 13 часот, за тие кои што ќе дојдат во 14 часот. Значи оставаме размак по час време за разгледиве, така да... Еден разглед трае 60 минути? Така не некако е предвидено? 60 минути, меѓутоа повеќе трае од 60 минути, некаде саат и пол, зависно од групата, од движењето, од профилот на групата, меѓутоа ние ги дадовме овие три термини за да можат луѓето да планират во текот на денот и да ни се приклучат. Целта денот, а целта да? Да, целта е пред се да промовираме нашата професија, туристички водич, за која многу малце се знае и многу малце се обрна внимание. Ние сме многу битен фактор во туристичкиот сектор, биејќи со еден збор ние сме културни амбасадори на оваа држава, затоа што сите странски гости, сите посетители кои што доаѓаат во Република Македонија, првите печатоци и првите информации кои што ги добиваат за нашата држава, за нашиот град или во целост за државата, ги добиваат преку нас. Така. Сакавме да промовираме нашата професија, а исто така да го одбележиме овој светски ден на туристички водичи. Сметаме дека наставното е многу интересантен, биејќи за прв пат во историјата на градот Скопје се организира таков еден бесплатен разлет од наша страна и ете по тој повод ги повикувам сите заинтересирани наши сограѓани, секако од Скопје, а од пошироко и од останативе делови кои ќе се најдат во моментот во Скопје. Значи утре. Сега да појасниме баш околу пријавувањето. Како тече пријавување, на лице место, каде, збирно место, на лице место, на телефон, сега ќе ви кажеме точно, појдовна точка на разредите на градот Скопје ќе биде на улица Македонија кај меморијалниот центар Мајка Тереза. Тука почтуваме, тука ќе бидат нашите колеги. Да дојдат во тие термини кои што ги набројавме. Во тие термини, во 12, 13 и 14 часот нашите колеги ќе ги причекат тамо, ќе имаме еден уводен говор да кажеме што значи да биде туристички водич, која е целта, која е маршрутата. Ние ќе почнеме од Мајка Тереза, улица Македонија, ќе продолжиме во насока на плоштад Македонија, кај што ќе објасниме за сите културни историски споменици. Тука е камениот мост, ќе поминеме кај музеот на Холокаустот, археолошкиот музеј, ќе се упатиме кон срцето и душата на градот Скопје, тоа е старата скопска или турска чаршија, каде што ќе извршиме презентација на сите културни историски споменици кои што датираат и од рано-христијанскиот период и до подоснежниот отомански период. Сметаме дека ќе биде многу интересантно, бидејќи знаеме дека повеќето од нашите сограѓани и покрај тоа што живееме тука и во Скопје се многу тоа не знае за богатата култура и историја на нашиот град. Да, тоа ни е мана кај сите, одиме многу знаменитости, знаеме и сме погледнале ширум светот. А нашите овде некако ги оставаме за некој следен пат. Токму така, се или повеќе заради не знам обврски работи. Токму така, се повеќе даден акцент на outgoing, значи многу нашите сограѓани, нашите граѓани патуваат надвор од државата, ги посетуваат останатите, да кажам, туристички центри, меѓутоа многу малце знаат за историјата на нашиот град. Овој настан кој што го организира Македонскава асоциација е дел од нашиот проект, асоциацијата Запознај го градот Скопје, кој што е целта е иста, значи нашите сограѓани да дознаат многу повеќе за културата и историјата на нашиот град. Така, одлична ви е идејата и верувам дека нема да се чека само денот на туристичките
туристичките работници, односно само тогаш да организираме нешто. Убава идејата и константно барем нели се пролет, лето, туристи да се запознаваат со нашиот град во вакви некакви прошетки нели. И понатаму Македонскава асоциација ќе организира активности во периодот. Знаеме се дека заради пандемијата и условите во кои се најдовме беше отежнато работење и се уште отежнато, меѓутоа во идниот период нашата асоциација ќе организира слични вакви активности со цел нашите сограѓани да дознаат за богатата историја, можем да кажем, и убавините на нашиот град Скопје. Така е, уште еднаш ќе потсетиме, утре бесплатно е се ова што зборуваме, значи разглед на градот и многу повеќе информации за нашиот прекрасен град Скопје. Рековме зборно место пред Мајка Тереза во 12, 13 и 14 часот. Може да додадам нешто. Секако додади, Вили? Оваа акција исто така е и во градот Битола. Нашите представници на Македонската асоциација утре, со почеток во 11 часот, во 10 часот се извинувам, од музеот на град Битола ќе почне едната тура, а другата тура од 11 часот ќе почне пред саат кулата, во Битола. Нашите колеги, еве јас ги поздравувам Горан и Исидор, утре ќе овозможат битолчаниве исто така да дознаат малце повеќе за нивниот град. Одлично. Или сите оние кои што се во Битола, да речеме. Утре има настани таму, така да верувам дека ќе имаат многу посетители. Благодарам, успешно прошетка, разглед и успешни акции понатаму и се она што го планирате и нормално тука сме за се она што треба. Секако ви благодарам многу и на Телма телевизија и вам Недат, секогаш ни давате поддршка за вакви настани и еве покана до вас утре да ни се придружите. Со задоволство. Благодарам.